Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во објава на социјалните мрежи информира дека во текот на вчерашниот ден и минатата ноќ спровеле активности за собирање и транспорт на комуналниот отпад од контейнерите поставени на булеварот Гоце Делчев до хотел ВИП, булеварот Партизански одреди, булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов, улиците Даме Груев и Џон Кенеди, како и на повеќе локации во скопската општина Аеродром. Во објавата јавното претпријатие истакнува дека во рамките на вчерашните активности биле подигнати вкупно 350 тони комунален отпад. Би сакале да ја информираме јавноста дека до сега немаме добиено одговор од страна на градоначалниците на скопските општини каде го одлагаат отпадот од наводните активности за собирање на комуналниот отпад, што тврдат дека ги спроведуваат во рамките на своите општини. Јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на денешниот ден не забележа дека е подигнат отпад од страна на општинските комунални претпријатија во ниту една скопска општина. Се прашуваме дали навистина и на кои локации се одвиваат овие активности, велат од Комунална хигиена Скопје во соопштението. Општина Ѓорче Петров официјално стана првата општина во Република Македонија наградена со престижната ознака CAF Effective User, доделена од регионалната школа за јавна администрација, соопшти градоначалникот Александар Стојковски. Ова признание следува по успешно спроведената надворешна евалуација од страна на сертифицирани оценувач и темелна проверка од регионалниот центар за управување со квалитет. Со ова Ѓорче Петров влегува во официјалната база на CAF корисници. Стануваме пример за европски модел на квалитет и ефикасност во јавната администрација. Го зацврстуваме фокусот кон транспарентни, брзи и граѓански ориентирани услуги, порача првиот човек на општината. Стојковски упати голема благодарност до сите вработени, соработници и граѓани кои со посветеност и одговорност придонеле за овој успех. И во општина Газибова вчера ни се празнуваше велат од локалната самоуправа. Екипите на јавното претпријатие Газибова 2007 ги чистеле дивите депонии и кантите преполни со сметни со општината. Поради неспособноста и нефункционалноста на јавното претпријатие Комунална хигиена и град Скопје, на кои сите граѓани уредно си ги плаќаме сметките, денес градот и општината се преполни со смети диви депонии. Но затоа јавното комунално претпријатие Газибаба, согласно своите капацитети и можности, секојдневно се грижи и интервенира на терен и целата општина, истакна градоначалникот на општината Бобан Стефковски. Стефковски информираше дека вчера повторно биле во Железара и во неколку други населени места, каде што се чистеле мини депонии. Тој упати голема благодарност до екипите за кои вели дека неуморно работат за почиста и поуредна Газибаба. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска одржа работна средба со директорите на основните училишта и градинките, на која беа договорени конкретни активности за одржување на хигиената во образовните установи на невисоко ниво, се наведува во соопштението на општина Центар. Договорено е во текот на викендот да се спроведе повторна дератизација, откако веќе имаше една предизборниот процес. Веднаш потоа ќе следуваат дезинсекција и дезинфекција на сите училишни и предучилишни објекти. Ова што денеска го договоривме се реализира согласно усвоените кризни мерки на општина Центар за справување со потенцијални епидемии, заразни болести и појава на глодари опасни по здравието, а во рамки на актуелната состојба со сметот, истакна Герасимовски. Планот, освен дератизација, предвидува темелна дезинфекција и дезинсекција на сите простории каде се учи и престојува, вклучувајќи подови, ѕидови и мебел. Ке се користат сертифицирани безбедни препарати согласно упатствата и стандардите за заштита на здравието на децата и вработените. Активностите за чистење на воспитно-образовните установи се превземаат во рамки на заштитата на здравието и безбедноста на децата и персоналот, особено во услови на еколошки, здравствени предизвици и појава на глодари. Герасимовски истакна дека општината ќе продолжи со редовно следење на состојбата и континуирана соработка со директорите, со цел да се обезбедат хигиенски услови во средини каде престојуваат вработени и деца. Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН Урце Ѓоргиевски денеска изврши увид во градежните активности на улицата Жил Верн во општина Кисела Вода.
Денес извршив увид во тековните градежни активности на оваа улица во Киселавода, проект што значи целосна реконструкција на коловозот и тротоарите на површина од околу 1300 квадратни метри. Оваа улица добива сосема нов лик по поставувањето на новата атмосферска канализација со новиот асфалт и уредени тротоари. Ја заокружуваме инфраструктурната санација во целост, напиша Георгиевски на социјалните мрежи. Средствата за реализација на проектот се обезбедени преку капиталните инвестиции за кои општина Киселавода аплицираше во владата. Продолжуваме посветено, чекор по чекор, да го уредуваме секој дел за подобра и поубава Киселавода и Скопје, наведува Георгиевски.